Целта на оваа задача е да се конструира триаголник како се дадени две негови страни, тоа се, например, страните Б и С, и висината спуштена кон една од нив, например, висината ХЦ. За да можеме да ја менуваме должината на отсечките БЦ и ХЦ, ќе користиме лизгачи, затоа ја користиме алатката лизгач, значи кликнуваме врз неа и кликнуваме било каде на површината за цртање. Првиот лизгач ќе ја дефинира должината на страната Б, затоа тука во име внесуваме Б, интервал внесуваме од 0 до 10, кликнуваме примени изврши. Кликнуваме за да го дефинираме вториот лизгач, тоа е лизгачот С, повторно внесуваме интервал од 0 до 10, кликнуваме примени изврши и последно го дефинираме лизгачот за висината ХЦ, пишуваме Х долна црта С, за С да ни се појави во индекс, внесуваме интервал од 0 до 10, кликнуваме примени изврши. Сега можеме да ги нацртаме отсечките, кои што ќе се менуваат, значи во зависност од вредностите на лизгачите, ја избираме алатката отсечка од дадена точка, кликнуваме на површината за цртање, во полето должина за првата отсечка внесуваме Б, кликнуваме ОК, кликнуваме повторно на површината за цртање, во полето должина за втората отсечка внесуваме С и кликнуваме на површината за цртање за третата отсечка, во полето должина внесуваме ХЦ. Кликнуваме ОК. Можеме да зададеме некакви почетни вредности на отсечките, да речеме, затоа ја избираме алатката поместување и да речеме Б нека ни биде еднакво на 2,4, С нека ни биде еднакво на 3,8 и ХЦ нека ни биде еднакво на 1,5. Сега можеме да започнеме со конструкција на триаголникот. Ја избираме алатката полуправа низ две точки, кликнуваме било каде на површината за цртање. Точката не ни е потребна, затоа можеме да ја деселектираме, кликнуваме значи на прикажи ко објектот и на тој начин ја сокриваме. Точката N ни го представува првото теме на триаголникот ABC, тоа е темето А, затоа ја преименуваме во А. Кликнуваме ОК. Забележете дека овде точката А се преименува во А1, затоа и Б можеме да ја преименуваме во Б1. Кликнуваме ОК. Можеме само да ја поместиме буквата А, значи од долната страна. Сега на полуправата ја нанесуваме отсечката С, ја избираме алатката шестер, кликнуваме значи на точките С и Д кои ја дефинираат отсечката С и кликнуваме на точката А која што ќе представува центар на кружницата. Во пресекот на кружницата и на полуправата се наоѓа второто теме на триаголникот, затоа избираме алатка пресек на два објекти, кликнуваме во пресекот и го добиваме темето Б, кој што представува значи второто теме на триаголникот ABC. Следниот чекор ќе ни биде да ја нанесеме висината, односно да ја конструираме висината. За таа намена цртаме нормала на полуправата, ја избираме алатката нормала, ја селектираме значи полуправата, кликнуваме на неа и потоа кликнуваме било каде на површината за цртање. Видовте дека на овој начин нацртавме нормала на полуправата. Точката не ни е потребна, затоа ќе ја сокриеме. Сега сакаме овде да ја нанесеме висината ХЦ, затоа ја избираме алатката шестер, ја мериме отсечката ХЦ, значи со кликнување на точките Е и М, и центар во точката П, која што представува, значи која што се наоѓа на пресекот помеѓу полуправата и правата, која е нормала, значи на неа. И сега ни преостанува уште да нацртаме паралелна линија на полуправата, значи паралелна права на полуправата. Затоа ја избираме алатката пресек на два објекти и во оваа точка овде дефинираме една точка Q низ која што ќе поминува паралелната права. Ја избираме алатката паралела, кликнуваме на полуправата и на точката Q. Добивме значи една паралелна права со полуправата. Помеѓу Q и P
се наоѓа фактички HC, висината HC. Можеме да ја избереме алатката отсечка меѓу две точки за тоа да го потенцираме. Понатаму сега ја нанесуваме страната B, со тоа што ќе избереме алатка шестер, кликнуваме на точките A1, B1 и кликнуваме на точката А. Во пресекот помеѓу оваа кружница и оваа права тука се наоѓа третото теме на триаголникот ABC. Забележувате дека кружницата и правата се сечат во две точки, затоа ќе ги означиме и двете точки, избираме алатката пресек на два објекти и кликнуваме на пресекот помеѓу кружницата и правата и ги добиваме точките R и S. Бидејќи тоа е темето C, ги преименуваме, правиме десен клик, преименување, точката R ќе ја преименуваме во C долна црта 1, точката S ќе ја преименуваме во C долна црта 2. Кликнуваме ОК. Со алатката поместување можеме само да ги поместиме овие точки заради подобар визуелен изглед. Сега можеме да ги поврзиме точките А, Б и С за да го добиеме триаголникот. Ја избираме алатката отсечка помеѓу две точки и кликнуваме на точките А и Б за да ја нацртаме основата. Потоа кликнуваме на точката Б и С1 за да го нацртаме десниот крак на едниот триаголник, Б и С2 десниот крак на другиот триаголник. Потоа на точката AC1 да го нацртаме левиот крак на едниот триаголник и на точката AC2 да го нацртаме левиот крак на другиот триаголник. За да биде нашата конструкција повидлива, правиме десен клик врз било кој од овие отсечки, избираме карактеристики. И сега за отсечката L можеме да избереме црвена боја. Отсечката M можеме да ја направиме во сина боја, исто така и отсечката N. Отсечките Q и R можеме да ги направиме во зелена боја. Во јазичето изглед облик, за сите овие отсечки даваме дебелина на линија 5. Значи ги одбираме од левиот дел на прозорецот отсечките и дефинираме за секоја од нив дебелина на линија 5. И страните кои што припаѓаат на вториот триаголник, тоа се отсечката N и отсечката R, ги правиме со испрекината линија, за да ги разликуваме триаголниците. Потоа можеме да ги избереме кружниците, да ги направиме помалку видливи, така што ќе избереме вид на линија точкаста за сите од нив. И можеме да ги направиме во бои по наш избор. Кликнуваме затвори. Овде можеме да направиме десен клик, да избереме отсечката J, која што всушност представува висина, значи висината HC. Можеме да ја дадеме наслов HC, да го селектираме, прикажи го името наслов и да ја направиме во сина боја и дебелина на линија 5. Кликнуваме затвори. Можеме, значи, малку да ја поместиме. Со тоа нашата конструкција е готова. Забележете дека решение на задачата во случајов се два различни триаголници. Сега ќе видиме кога задачата има, значи, вакво двоструко двојно решение, кога има само едно решение, а кога нема решение. Ако B е поголемо од HC, значи ако го направиме B да биде поголемо од HC, тогаш имаме како решение два триаголници. Доколку B е еднакво со HC, гледате дека се добива правоаголен триаголник и решението на задачата е еднозначно, и доколку е B помало од HC, задачата нема решение. Со алатката поместување можеме да ги движиме. Значи можеме да ги движиме лизгачите и да видиме што се случува со триаголниците и со решението со нивна промена. Со ова нашата задача е решена.